Почитувани гледачи, добра вечер. Добројдојдовте во првата емисија на 24 вести во новата 2017 година. Оптоварени со секојдневните политички проблеми кои ја оптоваруваат нацијата во текот на целата година. Граѓаните за време на празниците имаат време да здивнат од тие секојдневни настани, од оние секојдневни проблеми со кои граѓаните мачат. Затоа ние се решивме на самиот почеток на годината да не тргнеме како што тргаме вообичаено со нашите жешки политички теми, туку да се посветиме на дел од оние фини нешта кои не обкружувале во текот на годината, а кои можеби не сме ги забележале токму оптоварени од тие проблеми. Затоа денеска ќе зборуваме со истакнати професионалци во своите области, со луѓе кои имале забележителен успех во текот на 2016 година, успех кој значал многу за нив самите, за нивните колективи, професионални, но и за самата држава. Вечера ќе зборуваме на повеќе теми, не само на една, ќе зборуваме на теми кои се поврзани најмногу со културата и спортот и сето она што значи општествено живење. Тука со нас во студиото се господинот Благоја Милевски, селектор на младинската фудбалска репрезентација до 21 година. Добро вечер. Добро вечер. И господата Томислав Шопов, композитор, диригент и Тони Димков, новинар од областа на културата. Господа, добра вечер на сите. Добро вечер. На самиот почеток на емисијата ќе кажеме за нешто за сите тројца, нешто за она што од ваша страна е одбележано 2016 година. Значи, еве ќе одиме по еден ред. Господинот Тони Димков е новинар која доби наградата Миту Хаджи Василев Јасмин, највисоката новинарска награда, ја добивте од област на културата. Вие, господине Шопов, одбележавте еден јубилеј, 50 годишен од вашето уметничко работење. Да. И тоа го одбележавте со еден гала концерт. Ке зборуваме и за тоа. А мислам дека на јавноста е познато и за господинот Милевски, за неговиот за македонски услови, можам да кажам несекојдневен успех за пласирањето на младинската репрезентација во фудбал на Европското првенство во Полска. Ќе одиме, како кажав, без некој особен ред, еве ќе одиме вака редоследно. Господине Милевски, се пласиравте со младинците, мислам дека никој не го очекуваше тоа и можеби затоа и дојде како најголемо изненадување. Кога очите на нацијата беа вперени во сениорската фудбалска репрезентација, со сите згоди и незгоди кои ги обкружуваат, одеднаш дојде веста дека младинците успеа да се пласираат во Полска. Кажете ми, зборувавте многу за ова, но мене ме интересира дали може би ви годеше улогата на аутсайдер, бидејќи не бевте толку под светлото на јавноста и успеавте така да се работите на ваш начин и да постигнете успех. Сигурно кога ги почнувате едни квалификации од 5-6, значи од 6, од 42-то место по UEFA рейтинг листата, не можете да се сметате како фаворит, нели? Мислам дека овие квалификации кои што туку завршија, иако како аутсайдери, мислам дека ги одигравме во еден висок стил за наши услови. Момците покажаа дека несомнено имаат квалитет и потенцијал, многу повеќе од 42 место, што го имавме пред почетокот на овие квалификации и секако дека целта пред почетокот беше единствена да покажеме дека имаме таленти и потенцијал и дека можеме да бидеме конкурентни и со најдобрите репстации во Европа. Секако дека Франција како главен фаворит во нашата група ја издвоивме како едно ниво над сите нас останатите, но текот на квалификациите и поготово крајот како што завршија покажа дека не секогаш фаворитот на хартија и е најдобар. Јас кога кажав аутсайдер, значи се разбира дека Македонија најчесто е аутсайдер во тие квалификации во поглед со европските или со светските екипи, но јас мислев и аутсайдер во однос на сениорската фудбалска репрезентација,
никако младинската не е секогаш толку нели во светло на јавноста. Затоа мислам дека вие не бевте толку забележливи, но сега сте. Па тоа е нормално, секогаш дека најголемиот и основниот акцент на секоја фудбалска федерација е репрезентацијата и сите останати и репрезентации што следат под неа, значи U21, 19, U17, U15, као надпреварувачки зборам, нормално е да биде и репрезентацијата како огледал на сите останати селекции. Но со нашите игри во овие квалификации, но пред се со односот кој момците го покажа на теренот, односот кон македонскиот дрес, мислам дека во потпуност ја заслужија цело внимание на македонската јавност. Да, но ова значи добра иднина за репрезентацијата. Се надевам. Да, тоа е подмладокот. Господине Шопов, 50 години од уметничка дејност. Го одбележавте со гала концерт. Кажете ми, кога гледате наназад, претпоставам дека секој во својата област, во својата професија има и успони, но и падови, и препреки. Очекувавте ли дека ќе славите еден ден вака со гала концерт 50 години од уметничка дејност? Може би некогаш сте биле обесхрабрени, сакам да кажам. Благодарам за прашањето. Пред се би сакал да искористам можноста во ефорична прослава на Нова година, уште сме така расположени, да од срце да му честитам успехот на нашиот селектор за младинската репрезентација, која многу значи да учествува на Европско првенство и сите да веруваме дека после 3-4 години овие млади деца ќе бидат сеньори и ќе бидат на некои светски првенства. Да, мислам дека тоа навистина сите го посетуваат. За мене, што ви кажам, јас повеќе сакам за успехот на другите да зборувам. Мислам, сега ќе зборуваме само за 2016 година. Очекувавте ли, господине Шопов, сакав да ве прашам? Да, па видите, очекував затоа што јас тоа го имав, таа желба ја имав уште пред година-две, мислам да се случи, да се одбележи 50 години од мојата уметничка дејност, односно 50 години диригентска кариера. И јас никако не верував дека нема да прифати Министерството за култура и Македонската опера и балет, така да тоа се случи на 2 ноември беше во организација на Македонската опера и балет, учествуваше оркестарот, хорот, солистите на Македонската опера и балет, а гости ми беа исто 3 хора, хорот академски Мирча Ацев, кој што со него работев многу години уште пред 40 години, така да со хорот Франце Прешен, камерен хор и камерниот хор Моис Касон, со кој и денеска работам со тие 2 хора, така да со тие 3 хора во првиот дел изведов 4 дела од Моцартовиот Реквием. Значи, имаше многу учесници во самата програма, беше така како што публика зборува дека беше доста грандиозно, воодушевена публика и најголем критичар нормално е самата публика, дали концертот бил стварно, дали публиката била воодушевена, имаше доста аплаузи и извикување на браво, така да бев доста среќен што така испадна да концертот стварно беше, како што рекам, можеби едно од во годината најдобро случување во Скопје. Добро, можеме ли ние да видиме како изгледало тоа? Еве, бидејќи зборуваме за гледачите, за да видат и они. Па би било добро да може да се види, да. Јас замолувам режијата, ако сме подготвени, да видиме дел од тој гала концерт на маестро Шопов. Ете,
Тоа е дел од тој гала концерт за да видат гледачите, па еве и програмата на 24 вести нека почне со музика. Претпоставувам дека во тек на годината ќе има доста црнила, така да почнеме музички, па ќе видиме. Да. Господине Димков, новинар, вие годинава имавте, можам да кажам, 2 успеха. Издадовте книга и ја добивте најпрестижната новинарска награда Мито Хаджи Василев Јасмин. Кажете ми, наградата ја очекувавте ли Јасмин да ја добиете? Веројатно знаевте дека бевте номиниран, но некогаш ние посебно во новинарството знаеме, се бориме со големите ајкули и тешко се стига до таа награда. Иако сте вие долги години во културата ја следите, да. Вие ги поделивте на 2 успеха, јас тоа ќе го кажам како еден процес кој што траеше повеќе во однос на книгата повеќе од година и половина, а во однос на наградата повеќе од 25-6 години колку што сум во новинарството. Така што да бидам искрен, значи никогаш не ни помислов дека ќе се најдам во ситуација да ја добијам таа награда. Знаеме меѓу колегите новинари колку е престижна, бидејќи се уште е единствена државна награда за новинарство и верувам дека сите што се занимаваат со новинарство потајно посакуваат да добијат. Значи јас не бев во таква ситуација да помислувам или да се борам за наградата, туку наградата едноставно си дојде самата по себе. Пак ќе повторам, значи станува збор за еден процес кој што пак беше иницииран од друга страна, имајќи го предвид нели динамиката на животот и работата која што особено новинарството ја практикува последниве неколку години, често повеќе се посветуваме на секојдневното, а помалку посветуваме внимание на тоа што сме го оставиле позади себе. Практично иницијацијата беше од издавачката куќа Магор да сепак најдам време да соберам неколку интервјуа од тие што сум ги направил во претходните нели медиумски објави и да ги ставиме во книга за да остане на некој начин вкоричено помеѓу 2 корици, така речи Линденка Петрушева. Колку интервјуа исто се во така, книгата? во оваа книга се ставени 21 интервју. Во таа поширока селекција имав околу 60-65 интервјуа во предвид. Секако кориците на книгата дозволуваат толку интервјуа да се стават по обем и по број на страници. Така што значи прво ја составив книгата, а едноставно после тоа истата издавачка куќа аплицираше на конкурсот на Министерството за култура за доделување на наградата Мито Хаджи Василев Јасмин и едноставно колегите што се во одборот за доделување на наградата, станува збор значи за 15 новинари кои што се дел од одборот, едноставно одлучија да за 2016 година јас да ја добијам наградата Мито Хаджи Василев Јасмин. Значи практично како една не крајна точка, туку како последица на тој процес кој што траеше нели повеќе од година и пол во однос на правењето на кажете само неколку имиња да речеме кои можеби би биле попознати, позвучни за јавноста што ги имате во книгата? Тоа повеќе се однесува значи на селекцијата на интервјуата, како идеше селекцијата. Јас често пати кажувам дека селекцијата најчесто идеше на едно интуитивно ниво, затоа што сите имиња што ќе ги прочитам се познати во јавност. Да, не можете бидејќи станува збор за луѓе кои што веќе одамна го имаат достигнато врвот во својата кариера, меѓутоа тука се одлучив за интервјуа кои што се направени во специфични моменти. И да речеме книгата ја отварам со интервју со Матеа Матевски, во моментов најстариот македонски поет и поет кој што да речем интервјуто е направено во 2011 година кога Матеа Матевски го доби златниот венец на поезијата на Стручките вечери. Со тоа стана значи вториот македонски поет кој што заедно со Блаже Конески го имаат добиено златниот венец на поезијата. Понатаму во книгата ги имам и Љупка Џундева, значи нема потреба да зборувам, доајен на македонското новинарство, и само ќе ги наредам. Ферид Мухич, Илија Пејовски, Киро Урдин, Слободан Унковски, Вања Лазарова, Глигор Чемерски, Дејан Дуковски, Венко Андоновски, Линденка Петрушева, Никола Ристановски, Владимир Блажевски, потоа тука се групите Фолтин и Бернаис Пропаганда, сликарот Сергеј Андреевски, естетичарот Иван Джепаровски, Петра Селишкар и Бранд Феро и за крај ставив 2 интервјуа од странски автори. Станува збор за интервјуа со Желимир Жилник, добро познат од екс-југословенскиот Црн Бран, значи режисер на
филмови и Фред Келеман, еден од најзначајните во моментов кинематографери во Европа. Практично ве ги прочитав сите имиња, верувам дека гледачите поголем дел од нив ги Добра знаат. селекција гледачите, но ова е добра порака и за читателите, нели? За книгата, Секако, бидејќи кој сака пак, може да ја види. Значи причината за правење на книгата е затоа и таков наслов, зборот остава траги. Значи да се остави некаква трага од тие стотици, значи во потесната селекција, во најтесната влегува 21 интервју, во пошироката селекција беа 60 на 65, меѓутоа станува збор за стотици интервјуа кои што се направени во различни медиуми и кои што сакав да речеме, да оставиме некаква трага, меѓутоа не во дигитална форма или во некоја друга форма, туку во форма на печатено издание. Господине Милевски, дел од медиумите ви избра и за личност на годината. Па така ве викаате Сер Боби, нели? Добивте и таков еден прекар. Кажете ми, кога некоја личност така ќе исплива на површината во јавноста одеднаш со некој свој успех, па сега веројатно сите ве познаваат, сите ве препознаваат, сите ви честитаат, бидејќи навистина има зашто да се гордее целата нација со вашиот успех. Кажете ме, но подоцна, дали тие комплименти ви помагаат или можеби некогаш ви одмагаат? Дали се плашите дека можеби ќе избегате од тоа што сте навистина вие самиот? Значи, Благој Милевски бил и останал истиот. И пред овие награди, и сега, и ќе остане секогаш. Поготоа што е свесен и реален дека тие награди се плод на макотрпна работа, пред се на фудбалерите, кои се најзаслужни за тие мои награди и лични достигнувања, барем што се однесува до тренерската работа, затоа што ние тренерите индиректно зависиме од фудбалерите, а од друга страна и фудбалерите зависат од нас. Нели? Треба и они да бидат селектирани за да покажат што значат, што знаат и со кој потенцијал располагат. Така да, таа наша хемија меѓу мојот стручен штаб и начело со мене и со фудбалерите од друга страна и спојот на карактерите кои се селектирани за да бидат члени на U21, мислам дека таа хемија и атмосферата меѓу нас ни даде за право да бидеме горди на тоа што го сработивме во изминатиот период. Да, веќе стана легендарно она пеење заедничко во соблекувалната, тоа е една слика која значи ги преплави екраните, сите ја забележаа, една весела слика, оптимистична, позитивна. Но има еден па не знам дали да го наречам проблем, но една појава која се еве да речеме кај фудбалерите, можеби кај помладите, но и кај доста познати фудбалери. Значи кога стануваат славни, кога ќе успеат да постигнат цена во добар клуб, некако па почнуваат да се оддаваат малку на тие пороци, малку на излегување, на трошење на тие пари кои одеднаш ги заработуваат. Кажете ми, вие работите токму со млади фудбалери, како пристапувате? Пристапувате ли онака, имате ли една строга дисциплинска постапка или мора да делувате малку и како педагог и во односот со нив? Значи, пред се тие фудбалери се веќе оформени и како личности и оформени како фудбалери. За да биде член на U21, мора да биде пред се добар карактер, да биде способен својата суета и личните интереси да ги стави на страна и пред портите на хотелот за време на собир и да се стави 100% во функција на тимот. Не само за фудбалерот, тоа значи тоа важи и за стручниот штаб, и за економот, и за лекарскиот тим. Значи, тие принципи и правила на однесување на работа, кои ги поставивме на почетокот на нашата работа со U21, да, од таа страна барам дисциплина и барам строго почитување на принципите кои се постават. Имате ли некој посебен режим како ние што ги читаме, значи за странските селектори, па не им даваат да излегуваат пред утакмица, па не смеа да јадат ова, не смеа да јадат она, па дури слушаме дека им забрануваат и сексуални односи, нели? Пред утакмица имате ли таков некој вие режим, значи, специјален? Сите ние на почеток на собирот добиваме распоред на активности за време на собирот, значи од првиот момент
кога ќе дојдеме во хотел, па до последниот ручек или вечера пред да се распуштиме. Тоа се одржи, значи, распоред на активности, од тренажен процес, од слободни активности, видео анализи, сето тоа време за одмор задолжителен, и колку сум јас, колку 2 и 3 месеци, 2 години и 3 месеци со U21 и пред тоа 2 години со Вардар, значи ни еден испад, ни едно непочитување на тој распоред на активности не сум имал до сега. Значи, сум имал среќа да работам со професионалци пред се и со добри личности. А од друга страна, ние ги селектираме тие личности и фудбалери. Значи, мислам дека и тука тајната на успехот пред се у селекцијата на карактерите на фудбалерите. Да, затоа и се вика селектор. Да. Господин Шопов, знаете што сакам да ја прашам? Ја гледаме Виенската филхармонија секоја година за Нова година. Мислам дека таа стана еден настан кој стана толку популаризиран, па ја гледаат сите. Значи, да се држи ја пренесуваат само преку да ви издржи. И гледам дека генерално публиката и тие што следат класична музика, гледаат тие што не следат, сите го гледаат, веќе стана како еден поп настан. Може да се каже. Но има една, ми се чини дека и кај нас во МОП, да речеме на концертите или на балетите, дека има се повеќе публика. Особено на некои звучни представи, гледам дека кога зборувам со луѓе што одат на концерти па велат нема карти, распродадени се. Сака да ја прашам, како ви личи вас, се работили за една појава за навистина зголемување на публиката која цени такви настани, или може би мислите дека имаме еден трендсетерски момент, бидејќи може би малку станува и модерно да се оди на такви класични настани, па после да кажеш дека си бил на опера, си бил на балет, а може би и не следиш баш толку таква музика. Како, например, оние што ги гледаме на новогодишниот концерт во Виена, бидејќи знаеме дека картите се ужасно скапи, се закупуваат година однапред и така натаму. Па добро. Новогодишниот концерт во Виена е веќе толку популарен и толку со традиција, не знам дали 70 или колку години веќе се одржува тој новогодишен концерт и секогаш е толку квалитетен, толку е музички јак да публиката која и можеби и година и 2 години пред тоа резервираат карти за тој концерт, да. Значи заслужува тој концерт да биде, мислам, не заслужува него да биде слушан со воодушевување од публиката секоја година. И мене ми се допадна ова година што имаше и некои промени. Веќе во последните години има некои промени, до пред 10 години оглавно беа само во програмата само Штраусови дела, а веќе од пред неколку години веќе се изведуваат и други дела кои што се во контекст на, мислам, на музиката која треба да биде на тој новогодишен концерт. И ова година диригираше не прв пат, него најмлад диригент, диригираше кој што на 28 години веќе му беше доверена шефовско место во Лос Анџелес во филхармонијата. Тој е Густаво Дудамил, кој што веќе диригира повеќе со повеќе познати оркестри во Европа и во светот. Да, доста харизматичен, да, и затоа мене ми е драго ми е и за сите е поинтересно кога веќе се случуваат нови работи, нови дела се изведуваат, да не биде онај клише кој што беше пред 20 или не знам колку години. Не ми кажавте. Не, за кај нас, да. Како ви личи? Еве во Виена го дадов како пример, но еве и кај нас. Како ви личи публиката што ги полни салите? Па видите, тоа е добро. Новогодишните концерти се многу привлечни. И кај нас веќе почна да се ствара таа традиција. За жал, ова година филхармонија не одржа новогодишен концерт, меѓутоа пред
не знам колку десетина години, скоро секоја година имаше новогодишни концерти и тоа со добра програма, атрактивна програма која публиката стварно со големо задоволство одеше да ја, мислам, да го слуша тој концерт, затоа што и беше понудена програма која го исполнува слушателот. Македонската опера, во која јас долго време работев и таму и се пензионирав, нели, во МОП, ние секоја година, пред не знам колку години, почнавме со концерти за Василица. Меѓутоа, од пред 3 години, веќе ова година по трет пат, одржавме и новогодишен концерт, тоа се случи на 1 јануари на вечер. Ова година исто беше, мислам, доста посетен, меѓутоа, претходните 2 години имаше повеќе публика, но и ова година беше па скоро полна салата. Кажете ми, уште ова, стана ли малку помодарство да се оди на концерти? Па, може да се каже да е и некој помодарство, меѓутоа, ја мислам дека сепак луѓето имат интерес за ова музика и дека се што е добро, се што е квалитетно, затоа што е многу битно како квалитетен концерт ви ги чуете. Кога гостуват во Македонија, било дали се тоа од естрадата или било од кој жанр музика, значи вие прво гледате квалитетот, односно уметникот кој што ви доаѓа во ваша средина, рецимо Бреговиќ, кој што од секојаш бил многу јак и кој што сега по цел свет има концерти, кога беше пред 20 на години за нова година на площадот, имаше скоро 50.000 публика. Значи, публиката оди и знае точно каде оди и кои луѓе треба да ги слуша и во кои луѓе треба да ужива во нивната изведба и во музиката која што изведуваат. Да. Така да. Добро, ќе продолжиме, значи со емисијата мораме да направиме кратка пауза за реклами и ќе се вратиме во студиото.